Кој води црна кампања, кој нуди проекти и идеи, кој зборува црна вистина, а кој пак нема со што да се пофали. Мицкоски и Филипче, носителите на изборните кампањи на двете најголеми партии ВМРО ДПМН и СДСМ, во меѓусебни обвинувања за тоа како се одвива кампањата во првите 4 дена. Мицкоски синоќа од кавадарци со порака до гласачите дека СДСМ нема изборна понуда, па наместо тоа користи црна кампања. Ние немаме златна ниту било каква виза за Дубај. Не возиме мотори по автопатите кај нашиот јужен сосед. Не коленичиме пред нашиот источен сосед. Затоа што ние резервна татковина немаме. Наша единствена и како живот значајна е оваа наша Македонија. Тие од првиот ден започнуваат со тешка црна негативна кампања и водат кампања која што е најчесто ад хоминем полна со ниски страсти. Со празни и дрски говори, настапи без идеи и најави за раст и развој. Тие се надпреваруваат кој полошо да каже и да ја навреди државата и народот во Македонија. Реагираат и од Социјалистичката партија за опозицијската кампања. Филипче пак од Куманово возвраќа дека опозицијата само опоменува за лошите владеачки политики. Не знам кај и во што ја гледа премиерот црната кампања. Еве он посегнува сега, го слушам вчера, повторно тие нивни напади, конструкции, измислени, приказни, Дубај, авиони, станови, камиони и така натаму. И, окей, јасно е, човекот нема што да каже, нема ниту една исполнета витување, нема ниту еден проект со кој што може да се пофали и посегнува по тоа. Ние не водиме црна кампања, ние кажуваме црната вистина во државата, која што дое како резултат на неговите политики. Ете тоа, ние го правиме во овој момент. Заострената реторика на политичарите беше забележителна уште пред официјалниот почеток на кампањата, но тие ветија дека во предизборието ќе практикуваат позитивен јавен говор и изборна понуда за привлекување на гласачите. Катерина Нешкова, Сител телевизија.